Врз основа на член 32 од статутот на општина Гевгелија ја отворам 11-тата и вонредна седница на Советот на општина Гевгелија. Бидејќи членот 32 од статутот ни наложува најпрво да се изјасниме за оправданоста на свикување на оваа вонредна седница без претрес и со мнозинство од присутните членови на Советот, дозволете ми да ви образложам причината за свикувањето на истата, а тоа е дописот од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини кој стигна денес за време траењето на 10-та седница на Советот на општина Гевгелија, каде што со допис сме известени за согласност на општинскиот енергетски план кој го подготви општина Гевгелија дека истиот е усвоен и дека е потребно во најкус можен рок, но не подоцна од 1.6.2026 година, да се достави број и копија од службен гласник од нашата општина во кој објавен општинскиот енергетски план, што ни создава обврска да треба да биде ставен како точка на дневен ред. По тие причини е свикана и денешната воредна седница со координаторите на советничките групи беше дискутирано истото и за оправданоста на истото. Извинете, повелете. Затоа и ги повикувам присутните членови на Советот да ја ставиме на гласање оправданоста на оваа воредна седница. Молам, кој е за, нека крене рака. Констатирам дека Советот донесе едногласна одлука со 18 гласа за, дека причините за свикување на оваа седница се оправдани. На денешната седница се поканети Андон Саромандов, градоначалник на општина Гевгелија, Ангелина Петкова, пратеник во Собранието на Република Македонија, Сашко Јанчев, пратеник во Собранието на Република Македонија, представници на општинската администрација, представници на средствата за јавно информирање. На денешната седница се присутни 18 членови на Советот, од вкупно 19 членови колку што брои Советот. Според тоа постои кворум за поноважно одлучување. За записничар е одреден вработениот Благој Картов, а за правник е одреден вработениот Благој Ристов. На денешната 11-та и вонредна седница го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог одлука за донесување општински енергетски план на општина Гевгелија за 2027 година. Отворам претрес по предложениот дневен ред. Дали некој се јавува за збор? Доколку не се јавува никој за збор, го заклучувам претресот по дневниот ред и дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за, молам нека крене рака. Констатирам дека дневниот ред по оваа 11-та седница е едногласно усвоено со 18 гласа за. Минуваме на работа по усвоениот дневен ред. Точка 1. Предлог одлука за донесување општински енергетски план на општина Гевгелија за 2027 година. Отварам претрес по предлог одлуката со извештај од комисиите. Представник на општинската администрација е присутна и даваме збор на представничката. Повелете. Почитувани присутни, пред вас се материјалите за годишниот енергетски план на општина Гевгелија. Сите општини беа задолжени од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини до 15.5 да изработат план во кој се опфатени иницијативите за изградба на енергетски објекти до 1 мегават. Планот е направен и испратен во Министерството и денес добивме согласност за истиот. Планот е изработен согласно постоечките регулативи и по форма и по содржина и како таков е целосно прифатен без никакви забелешки од Министерството за енергетика. Го изработивме согласно со сите расположливи ресурси на општината. Доколку имате прашања, ви ставам на располагање. Благодарам на представничката. Дали некој се јавува за збор? Петров? Благодарам. Почитуваната страничка. Јас имам само едно кратко прашање. Зошто ние како советници не бевме информирани дека општината го изработува овој план? Кој точно го изработи овој план и зошто немавме таква транспарентност? Ние поднесовме и предлог на Советот да се изработи овој енергетски план.
влеговме во некои можеби непостапувани дебати, немаше да влеземе во тие доколку знаевме дека и ќе дававме нашата поддршка на овој план. Значи конкретно зошто кој го изработи и зошто толкова тајност за изработката на овој енергетски план? Благодарам. Толку? Да, благодарам. Повелите. Планот не беше ништо скришно, го изработив јас. Роковите од Министерството беа многу кратки и се беше на брзини. Инициативите требаше да се поднесат до 1.4 и за 2 недели требаше да се изработи планот и да се прати. Планот се изработува конкретно за инициативите да може да добијат потоа одобрение да ги изградат овие енергетски објекти. Гледате дека е по глобална анализа на постојната состојба и делот со поднесените инициативи. Добро. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој друг не се јавува за збор, го заклучувам претресот по точка 1 и предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за, молам да потрени рака. Констатирам дека предлог одлуката е едногласно усвоена со 18 гласа за. Со ова, колеги советници, дневниот ред на 11-та вонредна седница на Советот општина Гевгелија е исцрпен. Ви благодарам за соработката и присуството.